нема да слуша лодинг на Student FM, главата ќе му се сече. Здраво, здраво, добро дојдовте во третото издание на емисијата Loading, односно емисија за сите геймери, геймерки и сите што се сметаат дека се такви изопачени наопаки како мене. Јас сум Кирил Трајков и сега ќе имам некои добри интересни вести што ќе ви ги представам. Значи имаме нешто за Batman, имаме за Gods of War, имаме нешто за Skyrim, Star Wars The Old Republic и за Star Trek Online. Но како што е редот, ќе почнеме од почеток. Star Trek Online беше пуштено во играње лани, па се до средината на јануари 2012 година ќе успее конечно да стане и free-to-play односно F2P. Ова е прв обид на Star Trek универзумот да заплива во водите на MMO, каде што сите фанови на Star Trek или познати како трекери ќе може да си ги исполнат своите најголеми соништа. Сето ова ќе добие повторно нов изглед од кога ќе стане и free-to-play или пак можеби freemium, односно содржината на играта ќе биде бесплатно, но ќе има работи за кои е потребно да се плати, изјавува гейминг порталот Dark Side of Gaming. Редизајнираната верзија на играта моментално се тестира на серверот Tribble и креаторот Cryptic вели дека се задоволни од текот на работите и од фидбекот и дека се оди по планираното. Ако сте трекер и голем фан на Star Trek и ако сте алергични на месечните претплати на игрите, еве ви е шансата од прва рака да искусите вселената полна со храбри капетани, фотонски торпеда и холодекови. Искрено јас се сметам за еден голем трекер и голем фан на Star Trek, така да конечно ќе биде интересно да се искуси геймерската страна на овој Star Trek универзум. Сега ќе одиме со интересна песна, односно станува збор за opening theme на Elder Scrolls Skyrim и ќе вос там да уживате во минутите со неа.
Од кога се изнауживавте со opening theme на Skyrim, еве една вест што е поврзана со не, односно веќе познатата игра на Bethesda, Elder Scrolls 5 Skyrim, успе да се продаде во над повеќе од 250.000 примероци преку Steam. Според Steam Game Stat Tracker, Steam е моментално најиграната игра на компјутер во сервисот на Valve. Според Bethesda, тие како што кажа, успеле да продадат дури 250.000 копии, што е навистина импресивен број за RPG игрите. Покрај тоа, Skyrim е една од најдобро оценувани игри на сите времиња, како и од новинарите, така и од играчите на Metacritic. Еве една мала статистика во приложение за продаваноста на игрите во изминатиот период. Значи, моментални играчи има 156.989, играност во денот 231,593 играчи. Станува збор за Elder Scrolls 5 или Skyrim, што кажува дека е на прво место. За Call of Duty Modern Warfare 3, мултиплеер верзијата, моментални играчи има околу 59.500, а играност на денот има 71.723. Додека па Counter-Strike, Football Manager 2012, Team Fortress 2 и Counter-Strike Source се тука некаде го делат, па условно речено и третото место, со некаде помеѓу 35.000 и 45.000 моментални играчи, односно 60 до 44 игри изиграни во текот на денот. First Blood. Од Skyrim и од Elder Scrolls се префрлуваме на нешто што е до некаде и пандан на Star Trek, односно Star Wars, и конечно Star Wars The Old Republic, бетата е отворена за сите тие кои се регистрира на оваа игра за бета тестирање во периодот од пред 11 ноември, ќе ја добијат поканата од BioWare за бета тестирање за време на месец ноември. BioWare и Electronic Arts се извинувам, објавија дека The Old Republic влегува во најголемото бета тестирање воопшто до сега. Дури ако не сте регистрирани во некој од земјите каде што нема да се продава првиот ден на оваа игра, вие се уште ќе имате шанса да ја тестирате веднаш штом добиете CDK. The Old Republic ќе може да се игра подоцна овој месец на DreamHack Winter 2011, настанот кој почнува на 24 ноември и ќе трае до 27 ноември 2011 година. Ова значи едно нешто, а тоа е дека голем број на луѓе ќе се посреќа со само неколку цифри кои ќе му возможат бета тестирање. Што друго да кажеме освен нек се угоде. Епа Ирлија, нека вие луѓе. Сега во продолжение ќе слушнете на многу интересна песна, односно за сите вофери што игра Wrath of the Lich King, па добро, сега левелираат и случајно најдуваат во Northrend, односно во Storm Peak Mountains, и песната што иде во позадина, односно Mountains of Thunder, ќе ја пуштиме сега во позадина да уживате во убавата планинска убавина.
Високо од планините се симнуваме повторно назад на земјата и на незиното подножје и носиме вести од God of War. Односно God of War можно е да добие и дата за промоција. Станува збор за новозеландската фирма Mighty Ape која објавила дека датата на својата веб страна. Според нив играта би требала да излезе на 28 септември 2012 година и би чинила некој $114,99, односно некоја психолошка маркетиншка цена од $115. Покрај ова се уште не е потврдено од Sony Computer Entertainment Америка или нивната Sony Computer Entertainment Santa Monica Studio дека датата можно е точна, бидејќи има скоро година до нејзино промовирање. Значи сите овие rumors или гласени можно е, има доста голема шанса да се точни, бидејќи треба да помине скоро цела година за да излезе оваа игра. Интересна алтернативна игра од стилот на нешто што ретко го сретнуваме и ретко што е доста познато, така да мислам дека ќе најде на позитивни критики од играчите и од новинарите на незиниот почеток. Од тука се префрламе во можеби нашиот најбав град од детството, барем мојот, односно Gotham City и играта Gotham City Imposters. Таа е уште една игра во која на која надзирка отворената бета и датата за промоција. Warner Bros и Monolith Productions ги објавија нивните планови за нивната FPS видеоигра Gotham City Imposters. Тие најавија дека планира